целокупното финансиско книжење на крајот на годината може да се направи завршна сметка и тоа комплетна. Прва работа што треба да се направи е обично во деветката да се отвори празен налог со нов налог. Налогот треба да е целосно празен, да нема ни еден ред. И во дополнителните финансии, во завршна сметка, да се кликне креирај налог за затварање на четвртка и седмица. Со тоа ќе се формира нов налог, ќе се пополни налогот со контраставови на четвртка и седмица и дополнителни книжења за порамнување, и вие треба само да си ги докнижите добивката или загубата, зависно како е фирмата. Значи не може да очекувате целосно програмот се да ви сработи, мора одреден дел и вие да си го сработите. Втора работа е XML, односно пополнување на образците на билансна состојба, успех и евиденција. Потребно е прво прв рефреш да се кликне. Прв рефреш значи освежување на формулите и на вредностите за биланс состојба, успех и државна евиденција. Ова шема се прави посебно за 450, посебно за 550, за ТП. За 450 во обраците се дадени формули. Тие формули изгледат вака. Значи, прво, долу имаме редови во различни бои. Овие се редови, овие се формули од АОП. Значи, ова вели дека АОП 00 другите редови, овие во бело, се формули кои зависат од синтетичките конта. Например, овој ред, само да видам, ќе најдеме некоја вредност. Овде вели 66. Во АОП 042 по формула вели салдо од 66. Што тоа значи? Тоа значи дека ако бараме 66 деветки, ствари 66 празно до 66 деветки, овој кумулатив 3713221 3713221 ќе биде овде изразен. Значи, овде имаме формули. Овие формули велат ова поле, ова АОП пополни го состојба од 120, состојба од 121, состојба од 124 и така натаму. Минус 129 долгува. Во горниот ред овде имаме одредена вредност добиена од финансиските книжења, а во горниот ред ни прикажува за секој од овие од кај е вредност. Значи, со 120 е толку, 121 нема. Формулите имат два дела, односно три дела, без ништо, со Д мало и со П мало. Д мало е долгува, П мало е побарува. Може да се користат и загради. Еве, 160 минус 169 Д плюс 161 минус 169 Д. Долгува, салдо. Еве, ова горе, ова вредност 2.009.236 е составена од илјадарката, состојбата, плюс 101 0, плюс 102 има некоја состојба. Горе веднаш се прикажува од финансии како ни е книжењето. Веднаш може да имаме информација како. Значи, работа на сметковителот е овие формули да ги усогласи според неговиот
начин на книжење. Овде е добивката и загубата. Ако ги погледаме во формулите, тие две се едното минус другото или другото минус првото. Секако една од овие вредности е негативна. Во завршната сметка не се дозволени негативни вредности и треба да се префрли само тоа што е позитивно. Ако имаме овде означено чекирано, значи дека во крайните состојби, во крајниот пренос, ќе се префрли само тој износ што е поголем од 0. Само да прогледам. Ако сакаме да блокираме некој АОП, едноставно ставаме многу нули и немаме такво конто и тие вредности ќе останат празни. Еднаш поставените формули ќе ни важат за сите фирми и за години нанапред. Само кога ќе има некој пренос, некоја измена во следната година, само таму во таа година ќе се направиме некоја промена во АОП. Кога ќе се постават формулите, може за секоја фирма многу брзо да се направи завршната сметка. И сега, овде има рекалкулирај. Рекалкулирај значи уште еднаш да ги спрема изменетите формули, да ги добиеме вредностите. Откако се добиват вредностите, се кликнува финална пресметка. Во финалната пресметка, овде можеме со рекалкулирај, сега нема тоа да го кликнам, бидејќи сметковителот си ги следал работите. Со рекалкулирај се префрлуваат од прва пресметка, значи овие вредности, во финалната овде. И ако овде имаме три групи на колони, прва пресметка, директен внес и финални вредности. Обично во директен внес се внесуваат, а може и најдиректно во финалните вредности, делови кои кои ги нема во финансии. Например, просечен број на вработени. Или погоре, исто има околу вработените некои дополнува некои вредности. Просечен број, број на месеци. Ова треба рачно да се внесе за да пројде целата работа. Кога секи е во ред, се кликнува математичка и логичка верификација. Програмот прави тестови и дали се во ред. Ако е се во ред, вели ви честитаме, сите тестови се во ред, може да креирате XML файл. Ако нешто не е во ред, веднаш ќе се прикаже грешка. Еве, например, ова ќе го Ctrl-X, ќе го ставам 0. Сега математичка и логичка верификација. Проаѓа тоа. Веројатно не е опатено со контролата. Видам некоја друга погоре. Вели, има тестови кои не поминуваат. 2002 и веројатно скоро истиот вели, тоа не е еднакво на тоа. Вели 009, 009, тоа е 009, не е еднакво на збирот од долните. Значи самиот програм си кажува дека нешто не му е во ред. Кога се ова ќе биде средено, останува во првата рубрика, само да го тргна, останува во првата рубрика да си ги пополните овие вредности и да креирате XML файл или XLS файл. Еве веднаш добиваме Excel файл. Еве го Excel файл за завршната сметка и ова може да си го чуваме во архива. Овој Excel файл како модел треба да го имате претходно поставено
веб страната во Services, XLS, файлот 450 и 550 треба да ги екстрахирате во CMyGPM завршни. Оттаму програмот ги зема и ги пополнува со вредности претходно добиени според формулите. XML файлот, еве го, во завршни, значи се снима во CMyGPM завршни, годината и за секоја фирма си го има Excel файлот и XML файлот, кој може директно да се аплодира на страната на УЈП.